Механизација и работници на градежната компанија В Група од Радовиш го завршија асфалтирањето на една од централните улици во селото Јакимово, со што општина Виница ја продолжува реализацијата на проектот за изградба и комплетирање на 12 улици во градот и во населените места. Градежните работи на сообраќајницата во Јакимово чинеа над 500.000 денари, а со нејзиното завршување се решава важно инфраструктурно прашање, со оглед што таа е и дел од локалниот пат кон селото Истибања. Од локалната самоуправа се задоволни што навреме е реализиран планот за асфалтирање и најавуваат дека проектот продолжува во другите населени места во општината. Старата улица во Јакимово после 60 години доби асфалт. Значи со асфалтирање на оваа улица го завршуваме тендерот предвиден за оваа година во општина Виница со средства од буџетот на општина Виница. Оваа улица е во должина од 450 метри и така да очекуваме дека денес ќе биде завршена. Меѓутоа продолжуваме и со асфалтирање на други улици, а тоа е пробивање на патот од Трстија преку Мало Петровци и Беловци до школото во село Грлани. Ова е пат кој е во должина од 1800 метри и очекуваме дека веќе од следната недела ќе почнеме да го асфалтираме и овој патен правец. Жителите на Јакимово се задоволни што по повеќе од 5 децении конечно добија асфалт и современ пристап до своите домови. Мислам дека редно беше, бидејќи ова е најстариот дел на селото, целокупниот пораст на селото баш се темели на овој дел. Значи ово е првиот дел од кај што селото почнува да се шири, луѓето овде почнува да градат со своји раце, со самопридонес, со ангарија и еве најпосле не чекавме после толку години да добиеме еден модерен патен правец кој што некаде преку 30 на 40 на куќи се наоѓаат на потекот од почетокот па сега се до крајот, значи преку 100-120 луѓе живеат на оваа улица. Со проектот за изградба на 12 улици во општината, локалната самоуправа на Виница од сопствениот буџет издвои околу 11.700.000 денари. Се очекува изградбата на преостанатите сообраќајници да заврши до почетокот на идниот месец.